Започнуваме со урбаните вести. Министерството за економија го објави огласот за користење одмор за работниците со ниски приходи. Потврдата е во износ од 15.000 денари, а може да ја користат семејства чии приходи не надминуваат 22.000 денари. Потврдата се издава по принципот прв дојден прв услужен, а може да се искористи најдоцна до 30 ноември. Ова е веста на денот, а во продолжение ги гледаме насловите за денеска. Донирана спортска опрема за основното училиште Аврам Писевски од Карпош. Со изложбата Моќта на театарот, Македонскиот народен театар одбележува 73 години постоење. Кукли во оригинална големина на новата куклена представа Тоби во театар за деца и младинци. Манифестација Подарете книга за Великденско јајце, символ на Христовото воскресение во општина Илинден. Пролетно пошумување во Драганово, Миладиновци. Нови топки и мрежи за головите и кошевите добија денеска учениците од основното училиште Аврам Писевски од Карпош. Донацијата е обезбедена од страна на Македонскиот олимписки комитет по повод Меѓународниот ден на спортот. Во пресрет на Меѓународниот ден на спортот 6 април, денеска беше донирана спортска опрема за основното училиште Аврам Писевски во населеното место Бардовци. Новата спортска опрема, учениците, кои за овој повод подготвиле кратка културна програма, ја дочекаа воодушевени и подготвени за нови спортски предизвици. Донацијата, како што информира градоначалникот на општина Карпош Стефан Богоев, се состои од топки, мрежи за головите и кошевите, како и нови врати за спортската сала. Заедно со Македонскиот олимписки комитет и со училиштето организиравме еден прекрасен настан во пресрет на денот, Меѓународниот ден на спортот 6 април. Се заблагодарам на Македонскиот олимписки комитет кој што донираше фудбалски топки за кошарка, ракомет и фудбал. Донираше и мрежи за головите и за кошевите во спортската сала, како и направи промена на вратите кои што беа дотрајани. Здравиот дух, здравото живење ќе бидат секојдневие и ќе бидат навика, особено на најмладите ученици од Карпош. Председателот на Македонскиот олимписки комитет Васил Тупурковски на примопредавањето на спортската опрема рече дека во рамки на нивните можности ќе се потрудат спортска опрема да обезбедат и за останатите училишта. Сакале да можеме да донираме на сите училишта и во огромна количина. Нашите можности се намалени или ограничени. Меѓутоа соработката со градоначалникот е во тој правец и ние ја поздравуваме и прифаќаме како своја. Ова е спортски ден, меѓународен спортски ден. Децата се денеска дел од огромното олимписко семејство, тие ја сваќаат нашата порака. Ние разбираме нивната желба и надеж дека за секогаш ќе се бават со спортот. За подсетување, учениците од основното училиште Аврам Писевски од Бардовци многу пати досега освојуваа едно од првите 3 места во организираните училишни спортски лиги. Во четврток во Домот за култура во општина Илинден ќе се одржи манифестацијата Подарете книга за Великденско јајце, символ на Христовото воскресение. Годинова манифестацијата се одржува по 12 пат, а секој што ќе подари книга за возврат ќе добие црвено великденско јајце. Во Домот за култура во општина Илинден на 5 април во четврток по 12 пат ќе се одржи манифестацијата Подарете книга за Великденско јајце, символ на Христовото воскресение. Станува збор за манифестација која ги обединува културата, уметноста и традицијата. Како што информираат од општина Илинден, секој посетител на манифестацијата што ќе подари книга за возврат ќе добие црвено великденско јајце. Во чест на 2018 лето Господово, символично ќе бидат украсени 2018 великденски јајца. Во изминатите 11 години во рамки на оваа манифестација вкупно се собрани 32.000 книги наменети за Општинската библиотека Илинден, Општинската библиотека во Домот на култура Марино и библиотеките во основните училишта. Моќта на театарот е насловот на изложбата со кој Македонскиот народен театар го одбележува 73-тиот роден ден. На изложбата се поместени повеќе од 130 оригинални фотографии на 32 актера кои работеле од првата сезона на МНТ. 73 години е доволно долг период за испишување на историја на еден театар.
Со изложбата Моќта на театарот, Македонскиот народен театар одбележува 73 години постоење. На изложбата се поместени повеќе од 130 оригинални фотографии на 32 актера кои работеле од првата сезона на МНТ далечната 1945-46 година, па се до првата деценија на овој век. Дел од нив се Вера Вучкова Жежель, Добрила Пуцкова, Добрила Чобрич Ивановска, Тома Киров, Кирил Ќортошев, Цветанка Јакимовска, Радко Гавриловиќ, Драги Крстевски, Стојка Цекова, Борис Стефановски, Драги Костовски. Ивана Јарчева на денешното отворање на изложбата рече дека изложбата е посветена на актерите кои ги имало во разни представи. Низ фотографиите ја гледаме страста на овие актери со кои го создале ликот во контекстот на представата. Страста кон ликот што го одиграле и неговото место во представата. Влегувајќи во ликови кои не се први на листата на учесници, тие покажуваат и докажуваат дека актерот е голем и во најмалата улога. Многу често тие се и клучната врска за откривање на аспектите и на она што е подскриено, а се случува на сцената. Таа мог за трансформација во така наречениот помалник буквално ја доловува суштината. Таа константност на постоењето им обезбедува важно место за паметање. Јарчевска додаде дека низ постоењето на МНТ поминале многу актери, добри и препознатливи. Актери кои толкуваат големи и помалку големи ликови. 73 години е доволно долг период за испишување на историја на еден театар, во кој како и во сите, партнер на публиката е единствено актерот. Каков и да си, што и да си, сепак најубаво е да бидеш она што си и не треба да се закитуваш со туги перија, затоа што на крајот ќе бидеш смешен. Ова е пораката која сака да ја пренесе новата куклена представа на Театарот за деца и младинци Тоби во режија на Драгослав Тодоровиќ. Станува збор за представа во која куклите за прв пат кај нас ќе бидат во оригинална големина. Утре на сцената на Театарот за деца и младинци премиерно ќе биде изведена новата куклена представа Тоби, по текст на Флоријан Зденек, а во режија на Драгослав Тодоровиќ. Станува збор за специфична представа мотивирана од чисти и хумани сваќања, во која за прв пат куклите ќе бидат во оригинална големина, нешто што досега го немало кај нас. Интересно е за децата да се види кукла од слон или жирафа на сцената во оригинална големина. На режисерот Драгослав Тодоровиќ, ова не му е прв пат да соработува со театарот и задоволство му е да соработува со него. Тој за текстот на представата рече дека е интересен и за мали, но и за адолесценти. Овој текст е врло интересантан. Овој текст е многу интересен за мали деца, но интересен е и за адолесценти, затоа што тие имаат бурни реакции кога ќе дојдат во луѓите години, кога ништо не им се допаѓа што е на нив. Цело време се незадоволни, се додека него се огледаат одразот во огледало, како личност, а не како лик. Оваа представа зборува за тоа, наменет за мали, но и за оние кои доаѓаат со децата. Задоволство им е да ја гледаат представата. Загледају од тог одраза во огледалу едnog дана личност. Марија Ѓорѓиевска игра улогата на кучето Тоби кое не е задоволно од својот изглед, но на крајот ќе свати дека најубаво е да бидеш тоа што си. Мојот е кутренце малечко кој не е задоволен или од својот изглед, баш тоа што кажавме во тие тинејџерски години кога не е задоволен. Нозете му се криви, ушињата големи, за муцето не сака ни да лае, дека му е многу долго, тело како колбас, сето тоа ќе го видите во представата и како лик е инаку многу весело куче, не е таков целиот мелахолија или да плаче за тажен за сето тоа. Да, има момент каде што кога ќе му се подсмеваат другите кучиња, знае да си ја каже маката и да каже дека навистина е многу несреќен, ама веднаш се собира после тоа и гледа позитивно на работите и се додека на крајот осознае дека е најубаво да си бидеш таков каков што си, како што те создала природата. Во представата Тоби се читаат и откриваат навистина се уште актуелни проблеми кај луѓето, како што се необјаснива желба за промена на сопствениот изглед, дискриминација по неразлични основи. Но во секој случај, најважно е ние самите да бидеме среќни и да бидеме прифатени онака какви што сме и она што го имаме да го понудиме на овој свет. Всушност, тоа е и пораката која сака да ја пренесе оваа представа која својата премиера ќе има утре од 19 часот. Марија Ѓорѓиевска, Катерина Илиевска Силјановска,
Винета Дамчевска-Мојановска, Ана Левајковиќ-Бошков и Мики Анчевски ја сочинуваат актерската екипа со сплотена енергија кои се надополнуваат едни со други. Јавното предпријатие Македонски шуми учествува во пролетното пошумување садници на локацијата Пчиња во село Миладиновци. Како што информираат од предпријатието, пошумувањето е дел од годишните планови на подружниците, а ќе се изврши на површина од 1 хектар со околу 2000 садници, даб и јасен. Вработените во дирекцијата на јавното предпријатие Македонски шуми ќе учествуваат во пролетното пошумување садници на локацијата Пчиња, место Драганово, оддел 30 во село Миладиновци. Пошумувањето е дел од годишните планови на подружниците, а ќе се изврши на површина од 1 хектар со околу 2000 садници даб и јасен, под контрола на шумарски инженери и техничари. Како што информираат од Македонски шуми, теренот за пошумување е соодветно подготвен од вработените во подрачното шумско стопанство Караџица. По засадувањето на садниците ќе бидат превземени соодветни одгледни мерки од страна на стручни лица. Јавното предпријатие Македонски шуми пред почнување на акцијата Ден на дрвото вршеше редовни пошумувања и пошумувања согласно програмата за проширена репродукција. Пошумувањата од 2002 до 2007 година Македонски шуми ги вршеше согласно посебните планови и програмата за проширена репродукција, каде точно се знаат локациите на кои ќе се врши пошумувањето и со кој вид садници, со што процентот на прифат на засадените садници е многу поголем. Од предпријатието информира дека ако е потребно пошумување и озеленување на локации на нешумско земјиште, еродирани терени, голини или друг тип површини надвор од нашите редовни плански и законски обврски, тоа треба да се изврши врз основа на изготвена и одобрена проект програма. Од денеска до 5 април се одржува 5-тиот саем за вработување и пракса Контакт. На саемот се застапени 22 реномирани компании од областа на електротехниката, електрониката, машинството и информатичките науки. На овој начин на студентите им се овозможува директна комуникација со компаниите и со работодавачите. На факултетите за електротехника и информацијски технологии, за информатички науки и компјутерско инженерство и на Машинскиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи, од денеска до 5 април се одржува 5-тиот саем за вработување и пракса Контакт, на кој ќе се представат 22 реномирани компании од областа на електротехниката, електрониката, машинството и информатичките науки. Од студентскиот парламент при ФЕИТ информираа дека интересот на компаниите за стручните лица од овие области е постојано во подем. На саемот компаниите ќе може да ги пронајдат личностите кои ја посетуваат желбата за стручно надградување и целат кон градење успешна кариера. Од ФЕИТ ги охрабруваат студентите да ги посетат компаниите и, како што посочуваат, да станат дел од големиот број успешни приказни кои произлегле од овој саем. На овој начин, велат студентите, ќе се овозможи директна комуникација на студентите со компаниите и со работодавачите, како и можности за професионално надградување и вработување. Група на хумани граѓани традиционално пред големиот христијански празник Великден собираат донации за најзагрозените семејства, со цел, како што велат, барем малку да им го разубават најубавиот и најголемиот празник. Во тек е традиционалната хуманитарна акција Стопли срце Великденска трпеза за сите, чија цел е да се помогне на што повеќе загрозени семејства и поединци достојно да го прослават предстојниот празник Великден. Хуманитарната акција е во организација на група граѓани кои се надеваат дека апелот што го праќаат ќе стигне до што повеќе хумани луѓе и ќе успеат барем за момент да ги израдуваат и да им помогнат на оние најранливите категории, кои воопшто немаат ништо, а мала помош многу ќе им значи. Донациите во Скопје се собираат секој ден во Нано бар де Бармаало позади Градежен факултет до 6 април. Може да се донесат табли јајца, бои, стикери, великденски украси, храна, сокови, чоколади и прехранбени продукти.
На 7 и 8 април за прв пат ќе се одржи меморијален младински кошаркарски турнир Фицбол 2018 во спортскиот центар Борис Трајковски. Турнирот на кој ќе учествуваат и младинските екипи на Барселона и Фенербахче е во чест и сеќавање на прерано починатиот млад кошаркар Филип Сотиров Фиц. На 7 и 8 април ќе се одржува меморијален младински кошаркарски турнир Фицбол 2018 во спортски центар Борис Трајковски во Скопје. Дел од гостите на турнирот ќе бидат и младинските екипи на шпанскиот гигант Барселона и актуелниот европски првак Фенербахче. Турнирот во организација на кошаркарскиот клуб Партизан Водно Санс и семејството Сотирови ќе се одржи по прв пат и е во чест и сеќавање на прерано починатиот млад кошаркар Филип Сотиров Фиц. Покрај Барселона и Фенербахче на турнирот ќе учествуваат бугарската национална репрезентација, Партизан Белград, Кајолу и домаќинот Партизан Водно Санс. Организаторот информира дека турнирот ќе има и хуманитарен карактер кој ќе се манифестира преку донирање на средства и реквизити во домот за деца без родители 11 октомври од страна на сите екипи учесници во турнирот. Влезот за надпреварите е бесплатен. Денеска имавме сончево и топло време со мала до умерена локална облачност. Температурата достигна до 22 степени. Во Скопје слично време со температура од 2 до 20 степени. За утре метеоролозите најавуваат претежно сончево време, а дневната температура ќе биде во пораст. Во четврток се уште ќе биде топло, но ќе има зголемена облачност и услови за локален дожд. Нов влажен бран ќе има од ноќта кон петок и ќе биде проследен со повремен пороен дожд и засилен северозападен ветер. Општина Кисела Вода спроведува акција за санација на урбаната опрема, спортски и детски игралишта во сите урбани местни заедници на своја територија. Како што информираат од општината, досега целосно реконструирани и обновени се детските игралишта на улиците Јабланица, Димо Хаджидимов, Малешевска, Киро Фетак, во местната заедница Подстаница, во местноста Дупки, а обновени се и 2 детски игралишта во село Драчево. Со оваа вест ги завршуваме урбаните вести. Ви благодарам на вниманието. Останете понатаму со програмата на Прва Скопска. Довидување.